Да се работи со Милчо Малчевски е голема возбуда и голема врска. Ние се знаеме долги години, повеќе од 25 години. Сме имале она што беше најголем успех до сегашен на македонската кинематографија, што тој таа радост ни ја природи Милчо Малчевски, на некој начин заедно ја теравме. Така да мислам врба на Милчо е континуитет на една приказна која на нашата земја и го донесе најголемиот успех. Се надевам дека овој филм, овој проект ќе се надоврзе со успесите што македонскиот филм, македонската кинематографија ги доживеа во изминативе 2 години. Ќе допринесе кон нова експанзија која ќе мора не само на овој фестивал кој на вистина можда за пошироката јавност римскиот фестивал не е толку познат како Кан, Венеција и Берлин, меѓутоа е фестивал со неверојатно истенчен вкус и многу тешко е да се влезе. Јас како директор на агенцијата прво е една трема да се биде во иста селекција со Мартин Скорсез. Ако една мала земја Северна Македонија има рамо до рамо со еден таков гигант Irishman, светската премиера, ќе има токму на римскиот фестивал. Тоа е веќе премногу за мене. Милчо е еден од, не знам, од билбордите на Македонија низ светот, он како личност и неговите филмови, така да мислам дека ова ќе се врти успешно. Она што беше задача на агенцијата да го препознае и што е должност да биде сервис на продуцентите, на режисерите, се трудевме во најдобра можна наша кондиција да го направиме и само очекувам успеси. Возбуда и успеси, ништо друго. Последниве 10 години не работев тука. Снимив еден филм во Њујорк, снимив еден краток филм на Куба, уште еден краток во Њујорк. Убаво е повторно тука да се работи, убаво е да не си во екзил. Мислам, ја сакам да работам во Македонија дури и кога морам, како што беше случај, например, со Пред дождот и прашина, главните финансии да ги организирам и главната поддршка на филмот да ги организирам по светот, па потоа да го донесам проектот тука. Во овој случај, за прв пат имав организационата поддршка од продукцијата, од агенцијата, од Јане, каква што никош не сум имал до сега на еден проект. И после толку многу години искуство да имаш една таква инфраструктура во која можеш комотно да работиш е прекрасно. Е, мислам, исто толку убаво колку задоволството што го имаш од завршениот филм. Исто беше голем мерак да се работи со еден великан како што е Ник Пауел, кој ни помогна да ја собереме меѓународната екипа и беше клучен во организацијата не само на финансискиот и продукцијскиот дел од филмот, туку и понатаму во пласманот. Така да сума сумарум многу убаво што се однесува барем до мене.